Инфлацијата на петки го намали квалитетот на образованието во Македонија, ги губиме ли генерациите попати, како до системот кој пред 15 до 20 години беше еден од најпризнатите по квалитет во светот. Анализа со професорката по комуникологија од Меѓународниот Балкански универзитет Викторија Кафеджиска утрово прави колешката Кристина Талеска-Големтел. Еве го разговорот. И покрај континуираното реформирање и вложување во нови проекти, квалитетот на образованието во Македонија на рекордно ниско ниво. Ова го потврдуваат и професорите, но и праксата. Во случајов со информацијата дека многу мал процент од основците петкаши го потврдија својот успех на тестирањето за запишување во гимназијата Орце Николов во Скопје. За состојбите во образованието и надминувањето на истите, анализираме со универзитетската професорка Викторија Кафеджиска. Од 185.925 ученици во основните редовни училишта, одлични биле 70.000 ученици. На прв поглед е добра статистика, бидејќи имаме голем број на одлични ученици, но колку е реален овој успех, слушнавме и видовме за жал неодамна. Во едно неодамнашно интервју велите состојбите во образованието се само отсликување на состојбите во општеството. Апсолутно. Значи, бројките, токму така, како што рековте, навидум се охрабрувачки, бидејќи тоа е навистина, покажува еден одличен резултат. Има јас две изреки, би рекла. Многу одамна имавме, вака се подбивавме со една изјава: образованието е сила, образованието е моќ. Меѓутоа, постои една друга мисла, која постои на многу универзитети, закачена на вризните врати, дека не постои полесен начин да упропастите една држава, освен да го упропастите образовниот систем. Значи, кај нас образованието, не само сега, бидејќи јас и како новинар, кога бев во македонската телевизија, областник беше образованието, сите министри во најголем број беа универзитетски професори. Значи, тие го познаваа образовниот систем. Меѓутоа, кај нас политиката многу длабоко навлегува во сите пори и кога еден министер ќе започне една реформа, во принцип нема време да ја заврши, бидејќи за секоја реформа треба многу време, а потоа треба и време за анализа, што било добро, што било лошо, значи ако сакаме целосно да ја спроведеме. Меѓутоа, кога веќе ќе дојде друг министер, па уште ако е од различна партиска определба, тука не зборувам дали и од едната и од другата партија, тој веднаш вика: ново нешто започнуваме. Образованието 30 на години, клучен збор е, сега правиме реформи. Значи, не може постојано да се бараат реформи, а никогаш тие реформи да не бидат довршени. Дури и да ви е политички противник, вие треба да оцените што е добро, со што треба да продолжиме, или што е лошо, за да само лошото го коригираме. Секоја промена на власта предизвикува промени и во образованието, а образованието не е систем кој може толку лесно и брзо да се менува. И кој е виновен за инфлацијата на петките? Различни страни посочуваат прсти во различни субјекти. Едни велат професорите пак велат родителите кои константно ни прават притисок од потребата нивните деца да бидат одлични. Кога и каде работите излегува од контрола? Видете, јас тука еден триаголник би направила. Значи, прво, родители, деца, наставници и на врвот на пирамидата секако е општеството како целина. Одговорно и како професор сега тврдам дека секој наставник професор апсолутно кога го следи ученикот, тој ја знае реалната оценка. Значи, колку одредено дете заслужува да добие одредена оценка. Оно што беше симптоматично деновиве што прочитав, еден од директорите вели: децата учат многу кампањски, добиваат петки на тестовите и потоа тоа го забораваат. Тоа е системски проблем и проблем на нашето образование. Значи, ние не можеме да ги учиме да учат напамет, туку треба да ги учиме помалку да размислуваат концептуално или применливо знаење. Од тие причини нашите ученици најчесто на оние меѓународни PISA и така натаму котираме за жал многу ниско. Меѓутоа, тука само мора да постои силна и политичка волја од една страна, значи на некој начин да се остават наставниците реално да ја дадат оценката, бидејќи секој наставник, тврдам,
точно знае кое е реалното знаење на детето. Сега тука, дали подлегнуваме ние, ајде ви јасно во тој образовен процес, па дали подлегнуваме на притисоци на родители, на пријатели и така натаму, тоа е веќе сосем друго тема. Падот на квалитетот на образованието и вашите колеги анализираат дека доаѓа од неколку фактори. Прво, општата атмосфера во општеството како основен фактор, непочитувањето на образованието, недоволното наградување на наставниците, лошите учебници. Наведов само неколку. Така. Од сето ова помалку, со исклучок на последново, значи лошите учебници не можат да се обвинуваат за состојба во образованието, бидејќи добриот наставник е тој кој што мора да препознае ако е лош учебникот и нешто во текот на наставата да коригира, бидејќи процесот на издавање на учебници е сложен и тежок. Сето останато што го набројавте апсолутно влегува во доменот на една, би рекла, помалку лоша состојба. Тоа е точно дека наставниците ние имавме, се соочивме и со штрајкови, имавме и многу тешки години на онлайн настава, која што еве сега имаме светски искуства и на меѓународни конференции и на било што друго, докажуваме дека таа онлайн настава не ги даде посакуваните резултати. Од тука, значи, наставниците неодамна имаа и штрајк, незадоволни од материјалната состојба, од состојбите во општеството, но загрижувачки беше колку тој штрајк предизвика негативен одиум во јавноста. Што работат тие професори, цело лето уживаат, на работното време им е до 12 часот и си одат дома. Сега замислете, кога таква една клима во општеството се создава за самите наставници, кои јас се сложувам дека има и многу политика, и многу политички и партиски вработувања. Меѓутоа, во принцип, секој што се нафатил за својата професија, не може секогаш да вари изговор дека му е ниска платата. И вас, и мене, секој може да биде незадоволен од платата. Ако не постои мала љубов и мотив за работењето, но, од друга страна, јавноста цело време ги на некој начин жигосува професорите дека тие ништо не работат, ама сакаат сега па уште и да печелат. А замислете, тие во своите рација го имаат најскапоценото нешто. Вашите, моите деца и така натаму. Ги губиме ли со ова однесување децата по пат? Апсолутно. Апсолутно. Затоа што ако родителот седи дома и во старт го обвинува кој е тој наставник мене да ми го оценува детето, ма јас го знам, тој е вака или онака, донесен и така натаму, замислете што се создава во умот, особено ке помалите деца. А наставникот комплетно го губи авторитетот. Од друга страна, секој родител треба да тежне детето да му добие реална оценка. Како родител мора да тежнеете да ги на некој начин оспособите децата да ви работат, да учат, да бидат вредни. Тројка, четворка било некогаш солидна оценка. Ние во трката на 5 за петки практично ги изгубивме, не сваќаме дека ги ништиме етичките вредности кај нашите деца. И во однос на реформите, многу од вашите колеги го споменуваат повторно воведувањето на приемен испит во средните училишта, како би се намалил притисокот за петки по секоја цена. Така. За жал, јас сум песимист на овој план. Ако се тоа добро се спроведе во ред, јас ќе бидам пресреќна, бидејќи ќе имате успех од претходното образование, ќе имате приемен испит и тогаш ќе ги квалифицирате или условно ќе ги определите кој за каде. Но цело време тука, верувајте, кога во прашање е системот на оценување, јас многу пати велам дека ниту семинари, ниту обуки, ништо тука не помага, бидејќи во прашање е општествена волја и лична волја на самите професори. Некогаш дури и самите професори, знаете што велат, знам кои притисоци ќе ги имам, полесно ми е однапред да ги пишам сите тие петки, да сум мирен. Вреди ли во овој момент да се отвори темата за дисперзирање на учениците? Ова е тема која што одамна и како концепт функционира во европските земји, општо и конкретно образование, но и за да се стаса до тоа, клучно е реалното оценување.
Апсолутно. Сега јас ќе ви кажам тука еден пример. Ние сме можеби далеко посе. Јапонија своите деца од, можам да речам, дури од предучилишна област ги следи кој какви предиспозиции има. Значи, не мора сите да знаат и математика, и физика, и литература и така натаму. Ако тоа се примени во образованието, да се следат децата, да се насочуваат, да, тогаш ќе имаме на некој начин резултати. И за сите овие промени апсолутно е потребно време и за тоа сме свесни, но како во меѓувреме генерации за губење немаме? Апсолутно, за жал, и загубивме добар дел од генерациите. И јас сега тука би го завршила овој дел од разговорот или овој одговор би дала со високото образование. Ние имаме премногу универзитети во Македонија, и државни, и приватни. И имаше еден исто така статистички податок дека 90% од генерацијата оди на факултет. А високото образование е елитно образование. Не зборувам по богатство и статус, туку елитно образование по знаење. Односно, само најдобрите ќе треба да отидат во образование со своето знаење, со своето умење да вратат во општеството, ако така можам да кажам. А инаку ние попат ќе ги изгубиме генерациите, бидејќи и кај нас да ќе дојдат, ќе бидат дипломирани, ќе отидат, зборувам кај нас кога мислам како систем на високо образование, меѓутоа ако не успееме потоа применливо да го абсорбираме нивното знаење, поголем дел од нашите дипломирани или успешни студенти и ученици зошто си одат? Не си одат, не се секогаш во прашање мала ми е платата или тоа. Напротив, нашето општество не е за жал се уште отворено кон аплицирање и применување на знаењето. Да го затворам еве триаголникот. Родителите да сватат дека не секое дете по секој е уништување сопственото дете да барате да ги има сите петки, ако за тоа не е кадарно, ако е кадарно секоја чест. Од друга страна се наставниците кои навистина треба лавовски да се бориме кон притисоците, без оглед партиски, политички, знаеме дека и директорите се луѓе кои доаѓаат од политиката, бидејќи ги именуваат, како се променува структурата, така се менуваат тие. И на крај, ако овие два сегмента успеат, врвот на пирамидата, општеството ќе го има крајниот бенефит. Но за тоа, дека е потребна пред се свест кај сите нас. Благодарам. Ви благодарам што бев гостин во вашата телевизија, а некогаш и моја куќа. Благодарам.